Добар ден, драги деца! Како што се договоривме од порано, денеска ќе се задржиме на тематската целина степени, но конкретно ќе работиме степени кои што имаат показател природен број. За таа цел, најпрвен ќе ни биде потребно да се потсетиме кои броеви ги нарекувавме природни броеви. Тоа се броевите 1, 2, 3, 4 и така натаму. Значи ова се природни броеви, кои што се бележат со буквата N. Што беа тоа степени, да се потсетиме? Ако имаме запис x по x, тогаш тоа го запишувавме како x на квадрат или x на втора. Значи бројот x се јавува два пати како множител. Ако имаме x по x, три пати да се јави во производот, значи x-от како множител, тоа го запишувавме како x на трета. Аналогно на тоа, значи ако имаме x по x помножено по x помножено по x, бидејќи 4 пати x-от се множи сам со себе, тоа го запишуваме како x на четврта. Па, ако во однос на ова што досега го кажавме, можеме да заклучиме дека ако имаме x по x и така натаму n пати да ни се појави множителот x, тогаш тоа го запишуваме како x на степен n. Значи колку пати ќе се појави x-от како множител, тоа го запишуваме горе покрај x-от. Па како се нарекуваше овој запис? Значи овој запис x на n се нарекува со името степен. X-от представува основа на степенот, додека n бројчето што покажува колку пати x-от се јавува како множител, го нарекуваме степенов показател или експонент. Значи степенот представува всушност краток запис на производ на еднакви множители. Во сите примери забележуваме дека имаме ист множител, но тој производ кратко го запишуваме во вид на степен. Ајде да разгледаме сега некои правила за операциите со степени. Например, имаме x по x, за кое што веќе знаеме дека x на втора. Кај првиот множител x, тука нема запишано бројче, тоа подразбира дека показателот на x-от е единица. И кај вториот множител x показателот е единица, па значи како се добива x на втора? На тој начин што показателите 1 и 1 се собираат. 5 на трета по 5. Значи според таа логика, овде на петката степеновиот показател му е 3, на вториот множител, односно исто така на петката, показателот му е 1, што значи дека се собира 3 плюс 1 и затоа како конечно решение се добива 5 на четврта. Значи секогаш кога множиме степени кои што имаат иста основа, нивните експоненти, односно нивните показатели ги собираме. Па согласно тоа можеме да си ја извлечеме следнава дефиниција, односно следнава формула, дека x на n помножено по x на m е x на n плюс m. Значи показателите се собираат. Или велиме, при множење на степени со иста основа, показателите се собираат. Ајде да разгледаме сега примерче во кое што ќе имаме застапено делење на степени кои што имаат иста основа. X на трета делено со x. Степеновиот показател на првиот множител е 3, а на вториот множител е 1, што значи дека сега треба да ги одземеме 3 минус 1 и така добиваме x на втора. Ако имаме 2 на пета делено со 2 на втора, тогаш се одзема 5 минус 2, тоа е 3 и се добива 2 на трета. Значи дефиницијата, односно формулата за делење на степени со иста основа ќе биде x на n поделено со x на m е x на n минус m. Ова се однесува, значи, бидејќи зборуваме за степени со показател природен број, за сите степени кај кои што степеновиот показател во случајов конкретно треба n да биде поголемо од m.
И можеме да извлечеме заклучок дека при делењето на степените со иста основа, показателите се одземаат. Што ќе се случи доколку имаме степен, па повторно тој степен треба да го степенуваме. Во таква една ситуација ние треба овие двата степенови показатели да ги помножиме. 4 по 2. Значи имаме x на 8, затоа што 4 по 2 се 8. Да разгледаме уште едно примерче. Еве 3 на 5 па на 3. Значи 3 е основата, неја ја препишуваме, а показателите 5 и 3 ги множиме, 5 по 3. Значи добиваме дека имаме решение 3 на 15. Па согласно тоа дефиницијата, односно формулата за степенувањето на степенот ќе ни биде x на m па на n е x на m помножено со n. Или тоа искажено е дека при степенување на степен показателите се множат. Ајде уште едно повторување кратко да направиме. Значи, доколку множиме степени со иста основа, показателите ги собираме. Доколку делиме степени со иста основа, показателите ги одземаме. Доколку степенуваме степен, показателите ги множиме. Се надевам дека не ви беше тешка содржината, па имајте убав ден и ви благодарам за вашето внимание.